да се свират сите призори што се. Добро, јас на неколку наврати најавувам дека сме на влез на целосна реформа на јавниот транспорт во нашиот град. Ова е нешто што го започнавме пред некаде 15 месеци, сами како град, меѓутоа очекувам дека декларираната поддршка од страна на владата на Република Северна Македонија ќе ја фактизираме и тогаш целосно ќе биде представен концептот кој што го работиме во изминатиот период на еден современ и сосема поинаков јавен транспорт кој што ќе овозможи субституција на дизел автобусите кои што ги имаме од една страна, меѓутоа и ќе направи една своевидна револуција во позитивна смисла во движењето на граѓаните на Скопје низ урбаната средина. Како ќе оди испораката сите автобусите да заедно наеднаш за 7 месеци или ќе има по-по? Тоа е работа која што допрва, да речем, ќе биде утврдена визави можностите и капацитетите за производство на автобусите. Најдоцниот рок е 7 месеци, што не значи дека нема да може да биде поделено доставувањето на автобусите во неколку наврати. Дали постои можноста сега, например, автобусите што ќе се повлечат од сообраќај да му се дават на општини кои што немаат јавен превоз, например Тетово или Гостивање? Не е поентата во давањето на автобусите како единечна на било која општина во нашата држава, бидејќи самиот автобусот сам по себе не е проблематичен. Проблемот е дали општините кои што би претендирале на таков тип на донација, да речеме, од градот Скопје, и ја имаат потребната инфраструктура во смисол на јавно предпријатие, бидејќи автобусот надвор од делот кога го имаме возењето, има одржување, има сервисирање, тој тип на услуги кои што општината треба да ги има со цел да може да ги оперира тие автобуси. Ако ги даете без да има таа инфраструктура, може да не бидам лошо разбран, поише беља да им направите отколку полза и корист. Значи, делот од возниот парк кој што ќе биде субституиран, ние немаме проблем бидејќи донираме на општините низ државата и пајак возила сме донирале и друг вид на возен парк. Градот да ги даде, меѓутоа мислам дека треба општините кои што претендираат на таков тип на донација да се спремат инфраструктурно во смисол на одржување и воспоставување на систем на јавен превоз. Откако ќе пристигнат автобусите, кој прво од старите автобуси ќе се тргнат? Тоа е работа која што допрва ќе се прави како проценка. Оние кои што сметаме дека се во моментов еколошки најнеисправни се нашиот таргет во суштина, бидејќи надвор од осовременувањето на флотилата на јавното сообраќајно предпријатие, суштината на ваквата набавка беше и да јавниот транспорт во Скопје стане поеколошки. Посмете темата за заштита на животни средини и загадување, предпадена Република ArcelorMittal сама испратила допис до Инспекторатот за животна средина дека е дефект од нивна страна во прашање поради кое дошло до загадување на Вардар. Дали останувате на ставот дека инсистирате освен на претрошочна и на кривична пријава за оваа фабрика, дали ќе се прави проценка на штетата која што е направена во однос на поморот на рибите? Јас кажав и пред некој ден, ние први излеговме како институција, иако тоа е јурисдикција и надлежност на Државниот воден инспекторат. Меѓутоа, мислам дека и предизвикувам на некој начин секогаш со своите изјави да институциите почнат малку поревносно да си работат својата работа. Не можете да дозволите истекување на такви штетни материи, а тоа да го поминете со прекршочна пријава. Тоа е моето мислење. Логично ли е тоа што излезе да бъде ситуација на вас? Со оглед на тоа дека вие кажете и претходно имала ситуација? Мислам дека не доволно веројатно се внимава во инсталациите како ја вода таа работа. Меѓутоа, дозволете дека ова се прашања кои што треба да ги упатите до надлежниот орган, не до градоначалникот на Скопје, да не излезе случајно дека сега градоначалникот е надлежен за таа работа. Ние ги предизвикуваме сите институции да си работат работата многу поревносно од тоа што го сега имат правено, особено во делот на инспекцијскиот надзор на животната средина. Околу темата за трамвајот, пред околу месец дена изјавивте дека на економскиот совет на влада ќе се разгледува оваа тема околу финансирањето. Дали има некакви нови информации?
Значи кажав дека очекувам дека ќе се финализира таа поддршка, да се врати председателот на владата од заседанието на Обединетите нации и очекувам дека во најбрз можен рок ќе ги финализираме сите детали. Градот е спремен и во техничка смисла, во смисла на изработка на тендерска документација, да започне со тој процес. Има ли можност за промена на цената, евентуално тоа да пристигнат новите автобуси, начинот на Тикетингот општо е цела една наука. Цената која што имаме и сега е ниска и е соодветна на економската моќ на нашите граѓани. Треба да знаете дека заради таквата цена дотациите кои што ги прави градот Скопје секоја година од буџетот за да можеме да го одржуваме системот на јавниот транспорт е околу 8 милиони евра. Секое поевтинување на јавниот транспорт всушност ќе значи буџетска заштеда, односно средства кои што градот после ќе може да ги пренамени за задоволување на другите потреби на граѓаните. Толку сме? Сакам да ве прашам што ќе се случи со транспортот на деца до од Бисбергова? Што нема транспорт? Таму колку што мене ми е зборите за училишниот транспорт на децата во општина Бутел, колку што јас знам, тендерот не им успеа, јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи тоа е надлежност на општината, не е надлежност на градот. Меѓутоа излегуваме во пресред да не ги оставиме децата без училишен превоз и кој јавно сообраќајно предпријатие, ние во овој момент вршиме превоз на тие деца, иако тоа треба како постапка да си го спроведе општина Бутел и да ги вози децата до училиште. Уште едно финално прашање на директорот е за околу тендерот за Македонски телеком за новата апликација за паметни телефони за надополнувањето на картичката. При крај сме со... Океј. Значи јас претпоставувам од каде би произлегува прашањето. Имајќи во предвид дека еден ваков убав настан и убава работа за нашиот град, некогаш не можам да разберам определени политички профили и структури зашто имаат потреба да бидат толку црни и да се обидат нешто што е навистина добро за нашиот град. Не за Социјалдемократскиот сојуз, не за ВМРО, не за нашиот град е добро ова. Да се обидат да го релативизираат, пласирајки лажни вести. Зошто? Утре е седницата на Советот, каде што ја утврдуваме, и значи материјалите за Советот до советниците, вклучително и советниците на опозицијата, се доставуваат 7 дена пред седницата. И многу добро знаат, без оглед што излегува вчера или денес со некако си соопштение за Скопска, дека една од точките на дневен ред е утврдување на цената на единечното возење. Што значи зборуваме за класична злоба. Не за неинформираност, не за незнаење. Ако ја имате седница точката на дневен ред, на седница, и пласирате лажна вест во јавноста, тоа е само злоба. Или народски кажано, мака име што успеавме во оваа работа. Оваа работа е добра за сите. Ова е Скопска. За единечно возење. Согласно договорот што го имаме со Македонски телеком, на 1.11 треба да старта. Тест период има од 30 дена. Тест периодот сега го работим. Срамота е да на граѓаните на Скопје им пласираат вакво зло. Особено што ова го имаат за утре добиено пред 7 дена. Меѓутоа, од таа политичка структура мене ништо не ми изненадува. Благодарам. Ајде. Како ја коментирате на отварањето на албански галерки во некојаш општина Газибаба? Како? Како ја коментирате на отварањето на албански галерки во некојаш општина Газибаба? Основното образование почитувана е надлежност на општина Газибаба. И јас не можам да коментирам нешто што не е моја надлежност. Ке го прашате градоначалникот на општина Газибаба за таа работа.
во рамките на системот на средното образование, кое што е под юрисдикција, надлежност на градот Скопје, немаме никаков проблем, особено со отварањето по потреба во било кое училиште на паралелки на албански јазик.